Со пинкала и лични карти на масата, матурантите денес го започнаа првиот екстерен испит од државната матура, мајчин јазик и литература. Таму каде што имаше услови, учениците полагаа во своите училишта, а каде што немаше на факултетите. Така учениците од средното училиште Марија Кири Склодовска испитот го полага во амфитеатрите на земјоделскиот факултет. За да се обезбеди регуларност, седеа со празно столче меѓу себе. Министерството за образование порача дека оваа година контролата ќе биде построга, а учениците кои ќе се обидат да препишуваат ќе бидат отстранети од полагање и ќе мора да чекаат 1 година за нова шанса. Доколку пропуштат, прогледаат низ прсти, не видат телефон, не видат ливче, едноставно кажано, или можеби учебник, сепак Државниот испитен центар ќе мора да превземе мерки, тие ќе бидат веднаш отстранети од процесот, ќе бидат заменети со други, а потоа следат и санкции. Силна порака стигне од Државниот испитен центар кој цела година се подготвувал за овој ден. Оттаму апелираат наставниците што имаат улога на тестатори да бидат максимално одговорни. Сите наставници кои што се во улога на тестатори максимално одговорно да си ја сватат својата задача денес, бидејќи нивната улога е клучна во оваа наша работа. Лани за прв пат учениците од ова училиште полагаа на факултет како дел од пилот проект, кој според надлежните се покажал како успешен. По оваа практика продолжува и годинава, и тоа низ целата држава. Сакам да напоменам, овој беше пилот проект минатата година за прв пат, заедно со Бирото за развој на средното образование го организиравме како пилот проект. Ова година се виде дека има ефекти и се спроведе на сите универзитети во државата како еден од начините за полагање на државната матура и поблиска средба на учениците со самите факултети. Плодот се вроди што наши ученици кои што лани завршија се запишаа на овој факултет. Верувам дека и оваа година ќе биде така. Над 15.000 ученици денеска го полагаат првиот од двата задолжителни екстерни испити. Од следната година државната матура ќе се спроведува по нов концепт, различен за средно, гимназиско и уметничко образование.